во редовната рубрика Мој психолог. Денеска разговараме со Мирјана Јовановска-Стојановска, психолог, наш чест редовен гостин на една многу интересна тема со која што се надевам ќе го задржиме вашето внимание. Добро утро. Добро утро. Сакав заеднички да ја најавиме темата. Темата е дали постојат вистина критични години во бракот? Па да, постојат. Секоја година во бракот е критична. Нели луѓето, ете, има дали е тоа суеверие или кој таму ги измислил дека баш тие години можеби него му биле критични, па ќе напише и така ние читаме и веруваме нели во некои работи. Уствари се пробуваме некако да се справиме со животот, со тоа што земаме различни информации, па и ова, која година е критична, на што треба да пазиме, како треба да живееме. И дали тоа можеби дополнителен притисок прави кај сопружниците или едниот од сопружниците, самото сознание дека ете токму таа е, не знам, 5-та, 7-та, 10-та, таа е критичната година. Кај оние личности кои се посуеверни, кои нели веруваат повеќе на некои надворешни фактори да влијат на нивниот живот, одлуките на бракот, нешто што некој рекол можеби повеќе влијае него тоа што они го прават во бракот, кај нив може и да биде притисок. Добро, ние општо како народ сме суеверен народ. Ја мислам дека не сме само ние како народ. Мислам дека сме ние токму еден народ, многу добар, многу убав. Затоа што сме многу добри, можеби така пропуштаме некои работи, ама некои работи ни се случуваат. Супер народ сме. И суеверието го има секаде по светот и дури можам да кажам дека има земји каде што страшно многу повеќе него кај нас, зашто таму и мислам неверојатно се живее така во тие верувања и сето тоа. Суеверието од една страна е дел од нашето функционирање во некоја мала доза и ни помага да имаме чувство дека си го контролираме животот, дека ние може да влијаеме и на некои работи на кои што не може да влијаеме. Што ќе се случи, да, например, да чукнеме во дрво, дели отишол некој на пат, пу, Господ да го чува, леле, помрдни се, кажи, оди запали свекичка, или помоли се, или нешто, кажи си нешто. Значи, сакаме да успееме да го контролираме оно што не можеме и се чувствуваме побезбедни во нашиот живот. Да го избркаме злото. Да го избркаме злото. И покрај тоа, значи, да не веруваме во постојане на такво нешто, ама на сите нас во одредени моменти, кога ќе биде многу емоционално или кога не можеме во моментот да се справиме или кога нашата наука не може да ни ги објасни сите појави околу нас, медицината не може да ги излече сите болести, значи нас уште нешто ни треба повеќе за да малце побезбедно се чувствуваме во сопствениот живот. А може ли сега во продолжение малку да се посаветуваме ако некој се во 7-та, 10-та пример ги давам години од бракот, под наводници критичните години, како тоа психолошки да не влијае на нас и едноставно да се избориме со тоа дека не е таа критичната година во суштина. Што треба да направиме? Па оно што најмногу влијае на бракот, тоа што и психолозите ние го учиме и го зборуваме, а и оно што е многу очигледно е тоа како двајцата тие што се во брак се однесуваат еден со друг. Значи, ништо друго. Ни едно суеверие, ни баби, ни дедовци, никој толку не може да влијае, колку тие двајца. Односот, взаимниот однос. Колку они ќе пропуштат тие некои надворешни фактори да се вмешаат во оно што е меѓу нив двајца. Да. Затоа што нели ние одиме сите на свадба, ама тие што потпишуваат се тие двајцата што седат таму на тоа фотелите, има двајца сведоци кои ќе речат да ние потврдивме дека ова се случи, дека тие двајцата решиле да се земат, нели, да стапат во брак, ама од тој момент или уште предходно кога се договарале, нели, врската, она што се случува помеѓу во тој брак што ќе го изградат заеднички е она што они го прават. Нели, ни чита матичарот, треба да бидете равноправни, да се подржувате, да се сакате и некако како да луѓето не го слушаат, може да се премногу возбудени кога се регистрираат и никој не слуша што кажува. Може би се премногу возбудени и не читаат убаво како пишува. Вака пишува: дали вие се согласувате и потпишувате да бидете брачен другар? Да.
значењето на брачен другар. Многу малку се зборува за всушност за тоа што значи да бидеш не само сопружник, не само сопруга, брачен другар. И во добро и во зло. И па знаете, за жал е затоа ние имаме еве сега последно време неколку емисии или некои новинари или и ние меѓу нас колегите често зборуваме за злоставувањата врз жените, за злоупотребата во бракот помеѓу партнерите и емоционална, и физичка, и економска, и сексуална, значи во сите облици можни, и од едниот и од другиот пол. А за физичката, нели, повеќе заради тоа што мажите се малце посилни, ама жените па во друга сфера не им остануваат должни. И така, како да тие зборови, ево ова што ги вие прочитавте и воопшто што ги кажуваат, не, ајде важно свадба да направиме, ние ќе си се земеме, таму не знам што ќе биде, сега мажени женети, а онаш го чита матичарот како да не го ни слушаат. Па баш затоа билам од возбуда, не го ни читаат, но кој е значењето на брачен другар? Брачен другар, мислам, ако го... Не зборуваме за првите сладките години кога едноставно се уште возбудата трае. Зборуваме за нешто што... Не знаеме ни тие први години дали се сладки, зашто многу брачни партнери се разведуваат во текот на тие први години. Во први години, така покажуваат ли податоците? Па има такви повеќе, да. Да, тоа е лош податок, но еве, ајде, општо земено, кога веќе е таква состојбата, што значи да е брачен другар? Тоа значи повеќе трпение, разбирање, покрај љубовта. И тоа, што го рековте, и кој знае уште, што све што може човек да смисли, уште се. Значи, брачната релација е една многу сложена релација. Неверојатно сложена. И сега ние, например, велиме дека ќе биде нормална, ако имаме, нели, два круга, односно една личност со својата, нели, историја, со начинот на живење, уште една личност исто така, и во еден момент на некое мало место вака тие двата круга се преклопуваат и создаваат брак с некој заеднички интерес, кој како си има интерес, нели, дека заедно ќе живеат и некои интереси што ги има, некои интереси што ги имаат ќе ги остваруваат заедно. Ќе го одржуваат она во кое што влегле, затоа ќе им треба многу трпение, многу договор, многу компромиси, многу интроспекција, па надворешно да гледа, па да ги проценува луѓето, значи навистина еден многу сложен процес. Е да се одржи брак и уште да остане со години. За жал денеска или за среќа, ја не знам како ќе биде сега кој како си гледа денеска разводот го земаат многу често како опција во решавање на проблемите. А моето искуство е дека огромен број од тие проблеми што ги имаат би можеле да се реши ако им треба некоја помош, да разговараат со некого. И кога би дошло, нели, до крајот, нели, па сега ако е нешто екстремно, непростиво, или да се разведе бракот, ама мислам дека секогаш, јас сум на страната на бракот, јас сум 40 години во брак, и уште века, еве, гледате, и да сте живи и здрави уште толку, и уште толку, значи не мора да биде ништо трагично таму и може да биде многу добро, многу поддржувачки, со многу проблеми, значи и од една и од друга страна, и заеднички, и секакви, ама ако си имаме некој пат, може и ќе успее човекот да ги реши, затоа што имал брак, немал брак, проблемите во животот ќе си дојдат. Оние работи што мора да ги решаваш, ќе ги решаваш. Болестите ќе си дојдат, нели? Мислам дека со партнер, со некој што сака да биде исто со тебе и да решава неговите проблеми заедно со тебе, полесно се решаваат, како да имаш на кого да се потпреш. И да слушнеш друго мислење, можеби за да можеш да донесеш и правилна одлука. Сакав да прашам што споменувате да се посоветуваат. Се подсруши ли малку тоа табу што постоеше, дека и мажот слободно ќе каже што му пречи, и жената верувам дека е првата таа која што ќе зборува и ќе сака да каже што и пречи, и да се посоветуваат. Зборуваме за една нова генерација, во која што, па од друга страна, пак многу
зголемен процентот на разводи на млади луѓе. Што значи тоа? Мими, според вашите, да речеме, искуство, сознанија, истражувања, се она што работите, дека не се подготвени за разговор, за компромис, не се прави компромис? Па знаете, сега тоа се толку многу варијанти, мислам, секоја, како она во Ана Каренина, нели, сите среќни парови, семејства личат едно на друго, ама секој е несреќен на свој начин, така и ова. Значи, не знам колку, некој е несреќно таков некој пар, кој не може да си ги реши проблемите, има нешто многу специфично свое. Мислам, дури не можам да одберам, например, што ќе биде едно нешто што можам да го кажам. Не мора да биде едно, нека бидат повеќе. Да, но луѓето кои стапуваат млади во брак, значи, прво е интересот како стапиле и зошто стапиле. Мислам, првото прашање. Која е нивната мотивација за да стапат во брак? Дали овој човек, оваа жена, што се тука покрај мене, ја навистина сакам, ете, како вели, да ми стане другар, да делам нешто. Дали имам некои други интереси во бракот? Дали јас сега ќе се надпреварувам кој ќе биде посилниот во овој брак? Кој ќе биде, нели, ќе доминира, кој ќе каже, кој ќе удри по масата? Како ние тука ќе заеднички ќе створиме или некои други интереси, или зашто некој морал да се ожени, или зашто му дошло времето, или зашто иделе 10 години, па сега мора да се земат, или затоа што она останала бремена, па мора да се земат. Значи, многу е битно како се влегува во сето тоа. А кога веќе се? А кога веќе се, тогаш исто тоа, знаете како, кога некој ќе си го најде и задоволувањето на моите интереси, дека ја можам, окей, да ги остварувам тука во оваа заедница. Денеска познавам доста млади парови кои одлично функционираат. Значи, неаме више типот на некој мачо мейн, ама неаме ни тип на некоја жена жртва, него некаде се балансираат, заеднички ги одгледуваат децата, работи тој, работи таја, одат, се враќаат, одржуваат нешто заедно. Го прават животот, ете, да им биде удобен и на двајцата. Затоа што, како што реков преска, тој е два круга кои се преклопуваат во некоја точка, а што ќе биде ако тие скроз се преклопат еден со друг? Тогаш еден од брачните партнери ќе исчезне. Значи, сепак, да. Велете дека на некој начин секој треба да го задржи својот интегритет, својата личност и да ги заеднички, како јас и вие, и сега тука ова заедничко меѓу нас ќе биде бракот. Во кое што јас ќе вложам нешто, вие ќе вложите нешто и ние ќе изградиме тука, ќе го гледаме и ќе го градиме нешто заедничко. А најважно што е заеднички да го чуваме ова што го градиме пред нас. Да, ќе го градиме, зашто јас кога ќе ставам нешто таму, јас ќе го чувам тоа и ти исто кога ќе ставиш ќе го чуваш. И тоа ќе личи на нешто ново што ќе го создадеме и ќе го чуваме и ќе се грижиме заедно. И сега настрана од се во ова, кога ќе ве прашаат како вие ги поминавте критичните години во бракот, и кога ќе ве прашаат, добро, кој е клучот на успехот? Па, еве сега, ја, например, вака јавно не сум зборувала за тоа, за клучен успех, не знам дали има клучен успех. Ама знаете тоа како? Е убаво да кажеме дека нема совршенство. Чувство дека, например, кога јас сум била даун, нели долу, со расположението и сум била лута, мажот ми знаел многу да ме толерира, да ме почека, да покјути, да послуша. Значи, ве се издвојуваме толеранција. Да, разбирање. Значи, многу трпение. Трпение, така. Па да биде фин, па ќе ми донесе нешто и кјути цело време. И така. Сега, некогаш он е долу, јас ќе се качам. Сега од другата и кога он е долу, јас тогаш, ајде, малце поише да зачистам нешто, да спремам. А што сакаш денеска да јадеш? Да.
малку повеќе внимание да се врати од другата страна. Да, и мислам дека сите овие 40 на години така ги одживеавме. Значи, ретко сме се нашле во еден баланс, кога 20-та сме супер, леле. Убаво е тоа да кажеме дека несовршенството е совршено. Дека нема совршено. Да, дури и на одмор кога сме оделе, значи не сме биле никогаш во едно исто расположение, секој со своите. Он работи многу, ја работам многу, некогаш ја имам телефони, тој има телефони и некогаш ќе се најдеме на некое така ручец или нешто со деца. Се чекаме на плажа. Да, или ајде, добро, одете вие шетајте, до 3 сата ја ќе работам, па после ќе дојдеш ќе идеме. И така, значи секој си има некој свој ритам, ама оние работи што ги правиме, сега ги правиме како ние, за нешто што ние сме си вложиле, а секој си има, нели, своја животна историја, професија во која многу се дава и работи. Одраснавме 2 деца и тој и јас ме дале најдоброто и најубавото што сме можеле до сега од нас, како што ние сме знаеле. Нели, како вика, децата не се раѓаат со прирачник. И така да ние тоа што сме знаеле, да, за тоа сме разговарале, некогаш сме се договарале, некогаш сме си пареле по своје, јас ќе речам немој, тој ќе рече дојди, еве тато ќе ти даде нешто да излезеш. Ама не биле тоа никакви, не знам, за мене не се тоа драстични некои недоразбирање или нешто, него тоа е живот во кој што нормално да, па замислите, кога само по едно ќе се оди, тогаш тој едниот се изгубил. И животот не е еден ден. Да, улогата на жртва е многу манипулативна. Зашто некој кој ќе се осети подчинет и подгазен, тој ќе бара начини како да ги прави работите сепак што му се добри за него. Па ќе прави нешто друго. И така да мислам дека еден отворен однос, сега кој колку може да издржи, да некогаш се заборавиш и себе си, да можеш да бидеш тука за некој друг. Па некогаш и кога не ти се извинува, ќе кажам добро извини, ама ајде да се стиша работава, па ќе ти се осветам покасно. И мислам дека хуморот е нешто што може многу да помогне на луѓето. Позитивното расположение. Многу ви благодарам што вака отворено, искрено споделивте со нас, затоа што многу малку животните приказни се споделуваат, а всушност заднината е дека се е тоа нормално. И таа е убавината на заедничкото живење. Некако останато е, можеби, од нашите баби. Пјути си тоа што си е дома, никој да не дознае, да не чуе. И затоа можеби таа сликата дека никогаш се е совршено, но во суштина совршено е тоа што не е совршено. Нешто сега што ми дојде, мислам, зашто јас не се спремав за вакво прашање. И оно што мислам дека е многу важно, што вајде во последно време доста го гледам кај некои парови кои доаѓаат и така. Например, јас и он никогаш не сме користеле лоши зборови меѓу себе. Не сме се псуеле. Многу убаво што го споделите. Не сме си кажеле нешто што, например, увредливо нешто. Да, јас ќе речам, не се сложувам, па зашто си направил, или он ќе ми рече нешто така, ама никогаш не сме користеле погрдни зборови еден со друг. Да, или да го опсуем нешто, да му кажам, ја може ќе му речам, добро, оди беге сега тука, дај ја да сработам, види што си ми направил нешто, вели кујната, не... Тоа сега да кажам од кујната. Да, ама никогаш не сме си кажале нешто што јас ке памтам, а тој така ми рече мене, тогаш ме псуеше, па ми рече за мајка ми или нешто, знаеш, така да си се увредуваш, така некако да си зариеш нож. Всушност тие зборови можеби се таложат, се сокриваат, се таложат и тие се тие кои што бодат. А во суштина... Добро, не се само зборовите, и оние действијата, делата, да. Кон зборови, темата ни беше, нели, не убавиот збор еден кон друг, но во суштина, нели, кога вела дека убавиот збор, железни врати отвара. Ама зошто? Во се е така. Мислам, не дека ја во мене, можеби некогаш не сум помислила така да го опсуам малце. Ама никогаш не сум го изрекла тоа. Така. Нити него, нити пред децата. Нити он нешто, значи, ја можам да кажам дека ето за 40 години не сум увредена од него, не ме опсул, не ме избркал нешто, мислам не да ми избрка, него да ми каже оди ти не знам каде. И
И мислам дека тоа е некое може основа на некое другарство. Ете се вративме дека клучот и потписот не се чита убаво, но убаво си пишува таму брачен другар. Да. Другарство во кое што ќе си веруваш еден на друг. Значи јас знам дека не е совршен, не е најдобриот на свет, ама сме поминале многу заедно и сме си верувале за некои работи, дека ја верувам дека он го прави најдоброто што он може. Таков каков што е. Така. И за мене тоа доволно. Во моите очи е совршен. Да, не е онака како што јас сум си замислила, нели? Ама не постои ништо на светот да се создаде заради тоа што ние го замислуваме. Значи постојат луѓе такви какви што се и ете од тие луѓе еден се погодил да така може да се толерираме заедно. Да. Ви благодарам навистина од срце за искреноста, за убавите зборови, споделување на искуството. Се надевам дека, како што мене позитивно ми влијаеше во овој момент, се надевам дека сите оние кои што не гледаат, дека ете такво убаво позитивно расположение, испративме и пораки многу испративме. Да, ја им посакувам на сите што не гледаат, така, да се сакаат повеќе себе си и да ги сакаат сите околу себе. Ви благодарам, Миријана.